Како да се постигне рамнотежа меѓу објективното информирање и сензационализмот? Тенка е линијата за тоа како треба да известуваат медиумите при покривање на настани со насилен екстремизам и тероризам, без да шират страв и да им даваат публицитет на терористите, а при тоа да не ги загрозат безбедносните сили или локалното население. Në asnjë mënyrë nuk duhet të përdoren tone nxitëse, pasi mund të vijë deri te përshkallëzimi i situatës nëse kemi dhunë mes grupeve të ndryshme etnike apo religjioze. Duhet ngjarja përshkruar në mënyrë objektive, saktë dhe korrekte. Informatat që marrim duhet të verifikohen nga më shumë burime dhe që është shumë e rëndësishme, gjithashtu duhet të kihet kujdes me publikimin e informatave që cenojnë sigurinë dhe integritetin shtetëror. Како да не се даде публицитет на терористичките групи кога секој новинар посакува ексклузива во информирањето за нападите? Има ли протоколи за информирање за случаите поврзани со насилен екстремизам и тероризам? Како се контактира другата вклучена страна? Како се известува за неа? И каква треба да биде соработката со државните безбедносни служби? По природа, сите сме на страната на жртвите, се разбира. И тие секако треба да имаат повеќе простор и време во медиумите од оние што го вршат насилството, но не смеа да се заборави и таа страна, ако се знае како да се приде, како да се најде начин да се известува и за тие дури насилни терористички активности, се со цел да се види кои се тие луѓе, со кого си имаме сите ние работа, пред се безбедносните сили, што бараат, какви се нивните идеи и дали има начин како да се прекине тој тероризам со помалку жртви. Правилата кои новинарите треба да ги почитуваат се следниве: да го објаснат контекстот и да не ги представуваат работите еднострано, да не шпекулираат за ништо, особено за тоа кои се плановите на безбедносните сили или на терористите, да работат само со факти, со она што е познато и што може да се провери, да соработуваат со безбедносните служби и центрите за комуникација на државата, да ги познаваат протоколите и законите со кои се регулираат овие чувствителни прашања, вклучително и националната безбедност, да користат повеќе извори, внимателно да ги избираат зборовите што ќе ги употребат, да не генерализираат, да не користат сензационалистички наслови, да не даваат свое мислење, не се дел од приказната.